Во ова издание, подлабока вистинска унија во согласност со вистинските европски вредности во ЕУ, идеја или реалност, експерт од фондацијата Карнеги за Европа. Опустошувачки ефекти од коронавирусот врз рурална Америка. Слонови без граници помагаат во спречување на конфликтот на човекот со дивиот свет во Африка. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash, јас сум Јане Боаџиевски. Антонио Коста, премиерот на Португалија, идната председавачка со Европската унија, предвидува намалување на земјите членки во Унијата за зацврстување на европските вредности. Според него, најпрво треба да се отстранат Унгарија и Полска. Јела Де Франчески има повеќе на оваа тема. Според зборовите на премиерот Антонио Коста, кој истовремено е и прв човек на Социјалистичката партија на Португалија, Европскиот клуб е оптоварен со два вида на земји. Оние кои ги подкопуваат демократијата и владењето на правото и оние кои се противат на создавањето на големи социјални фондови на Унијата, од кои би се издвојувала помош за помалку развиените делови. Лидерот на предстојното ротирачко председателство со Европската унија вели: зборуваме за тоа дали Европската унија представува унија на вистински вредности или е пред се инструмент за создавање на економски вредности. Пораката на прв поглед звучи благородно, но не е ни сосема нова, ни прецизна, вели нашиот соговорник. Предвозите за организирање на Европа со различни брзини кружат одамна, меѓутоа таквата терминологија вообичаено излегува на виделина кога ќе се случи застој во функционирањето на Унијата, како што се случува и сега. Наред е усвојување на нов буџет во износ од фантастични 750 милиарди евра. Поголемиот дел од средствата се наменати за помош на земјите кои се најтешко погодени од пандемијата, вклучувајќи ги Италија, Португалија и Шпанија. Еден од условите за доделување на помошта е почитување на владењето на правото и на демократското европско законодавство. Ова во најголем дел се однесува на Полска и на Унгарија, две членки кои се критикувани за внатрешни недемократски тенденции. Будимпешта и Варшава гласаа против предлог буџетот, кој станува правосилен само ако сите се согласат, додава Лене. Следниот круг на земји кои португалскиот премиер ги предлага за исклучување се оние членки на Унијата кои се залагаат за рестриктивна фискална дисциплина како Австрија, Данска, Финска, Холандија и Шведска. Антонио Коста ги обвинува дека повеќе водат сметка за парите отколку за еднаквоста на народите. Статусните разлики не се новост во Унијата, вели Лене. 22 земји се членки на Шенген зоната, останатите 5 не се. 19 земји се членки на еврозоната, 8 не се. Од тука системот на повеќе кругови од секогаш постои во делувањето на Европската унија. Лене ги потврдува шпекулациите дека зад предлогот на португалскиот премиер стои францускиот председател Емануел Макрон, но без поддршка на германската канцеларка Ангела Меркел. Таа е многу загрижена дека создавањето на криза меѓу ЕУ и Полска би довело до несакани политички последици. Таа е без сомнение најакиот политички лидер во Европа. Кој да ја наследи нема да може да се мери со незиниот статус, меѓутоа ќе застане на чело на најсилната држава во Европа. Од тука верувам дека незината политика на предпазливост кон идејата Европа со различни брзини ќе биде продолжена. Прашан дали предлогот на португалскиот премиер може би значи и затворање на вратата за членство на нови земји, вклучувајќи ги оние од Западниот Балкан, Лена одговара. Верувам дека е веројатно од ветувањето дадено на земјите од Западниот Балкан дека ќе станат членки на Унијата ќе биде исполнето. Верувам дека Макрон не е воодушевен со проширувањето и дека би сакал тие земји да бидат вклучени во посебен круг. Но исто така верувам дека голем број земји членки не се согласуваат со неговиот став. Се разбира дека процесот ќе трае долго. Коронавирусот најмногу ги погоди урбаните градови и центри ширум свет, но со есенскиот бран најмногу ја пустоши рурална Америка. Маријама Дијало има повеќе на оваа тема. Соединетите држави сега во просек имаат по 170.000 нови случаи секој ден. Тоа ги афектира не само големите болници во градовите, туку и малите, како локалната болница во општината Скотланд во руралниот дел на Мизури.
Главната медицинска сестра Елизабет Гафи вели дека гледа 30% зголемување на позитивните случаи. Тоа е еден од тројца пациенти кои покажуваат позитивен резултат. Зголемувањето на хоспитализацијата дефинитивно се гледа. За последниве 2-3 недели, пациентите примани во итна помош биле тестирани позитивно уште пред да влезат низ вратата. Оваа болница со 25 кревети обслужува луѓе од 6 околни општини кои обично доаѓаат заради повреди на фарма или од спорт, како и заради болки во градите и грип. Обично има доволно место за сите, но не и сега. Малата болница со 6 лекари и 75 медицински сестри од вкупно 142 персонал е во криза. Најголем предизвик е обезбедување персонал. И сега се случуваат сите редовни работи што вообичаено ги има, а ковид е дополнение. Медицинските сестри во голем дел се и мајки на мали деца, така што ако децата учат виртуелно или се во карантин дома, тоа ги засега и нив. Медицинските сестри работат дополнителни смени за да ги покријат потребите на болницата, вели Гафи. Нашите ресурси сега се максимално ангажирани и многу е тешко да одговориме на се поголемиот број пациенти. Од вкупно 13,5 милиони случаи на коронавирус во САД, на Мизури отпаѓаа 306.000 потврдени случаи и повеќе од 3.800 починати, според Универзитетот Џонс Хопкинс. За крај на News Flash, земјоделците во Ботсвана се обидуваат да ја заштитат нивната берба од слоновите. Меѓутоа, локална група се обидува да ги заштити овие животни од убивањето од човекот во Африка. Регионот Чобе во Ботсвана има речиси 33.000 слонови, што представува 1/4 од нивниот број на ниво на државата, или речиси половина од сите слонови во Африка. Но додека зголемувањето на нивниот број е добар знак за конзервација, како и за привлекување туристи. Слоновите се ноќна мора за земјоделците, како Чибеа Лонгвани, кој вели дека ја уништуваат неговата берба. Кога почнав да садам, беше многу тешко поради животните кои доаѓаа брзо и уништуваа. Владата се трудеше, но не беше доволно за да можам да преживеам од земјоделството. Повеќето слонови се враќаа и ги уништуваа насадите. Земјоделците се обидуваат да ги одвратат слоновите, обесувајќи садови, палејќи лути пиперки или во некои случаи убивајќи ги. Групата наречена Слонови без граници, која спасува напуштени слончиња, сакаше да ги спречи убиствата. Таа развија алатки врз основа на сетилата на животните, за безбедно да ги тргне од земјоделските поседи. Таргетираме различни сетила на слоновите, исто како што имаме и ние: мирис, допир, звук и вкус. Се работи за комбинација од различни техники кои прават една голема алатка со која се плашат животните. Уредот наречен Елесенс се полни со соларна енергија за да им олесни на земјоделците во отсечените делови со недостиг на струја. Користи органско масло, сензори кои реагираат на движење, светилки и електрична мрежа. Земјоделецот Лонгвани вели дека му помогнало да ги спаси производите. Откако ја ставив електричната мрежа, немам штета. Произведува многу добро. Сега може да се доближат, но откако ќе ги фати струја, се повлекуваат. До сега близу 100 земјоделци во регионот Чобе го користат Елесенс. Од она што го кажуваат, повеќето сега го преферираат уредот, бидејќи традиционалните методи не се ефективни 100%. Ботсвана има повеќе од 130.000 слонови, поради што веројатно повеќе земјоделци ќе почнат да го користат новиот уред. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.